Браќа и сестри, се сретнале некој кој сака да ве привлече во своето движење, ајде да речеме во својата партија, и ќе ви направи нешто, ќе ви каже лош збор, а не ласкателен, или нема прво да ве покани на вечера, па после тоа со благ тон да разговарате за сето тоа. А Христос вели, кој сака да врви по мене, дека го земи крстот свој. Како да сака да не истера од него доаѓа. Меѓутоа, тоа е вистинскиот пат. Што ќе ни кажува за обиколни патишта, како што ни кажуваат луѓето од политиката или луѓето кои сакаат ласкателно да се однесуваат кон нас. Вистината е сурова многу пати и тоа сите го имаме разбрано. Ама е единствена која води во Царството Божјо. Затоа Христос не употребува ласкателни зборови. Ако сакате ова да видите мои следбеници, јас ќе ви направам тоа, или туку едноставно ни го кажува патот, односно патеката која не води во смислата на живот. А тоа е сакаш Царство Божјо, врви по мене. Ама за да врвиш по мене, претходно треба да се одречеш од себе. Да го земиш крстот свој и да тргнеш по Христа. Затоа ги славиме овие празници на крстот и не може да славиме Воскресение без крстот. Неколку пати во годината го славиме празникот на крстот. Меѓу кои и ова седмица, трета, во светата 40-тница, го славиме празникот на крстот. И гледа да се поклонуваме. И пееме при тоа на крстот Твој се поклонуваме, Христе. И светото Воскресение Твое го славиме. Како преку крстот ќе рече човек? Го славиме Воскресението, па ние очекуваме дека Воскресението е само некое уживање. Како крст, зошто да го спомнуваме крстот? Затоа што, браќа и сестри, само преку крстот можеме да стигнеме до таму. Не во безсмислено уживање, како што го нуди овој свет. Да отидеме, не знам, на некој остров и таму да го поминеме одморот, како што е мода денеска, гледате кај овие средни звезди отишле таму и се сликаат на Фејсбук како тоа да е најважната работа. Не, Христос ни вели друго. Ни вели, ако сакаш да врвиш по мене, значи ако сакаш да бидеш следбеник Христов, тогаш земи го крстот твој. Не ни ветува нешто полесно, туку ни ветува нешто потешко. Значи, уште потешко од која си состојба, земи го крстот. Ама ако доброволно го земиш крстот, тој е лесен. Затоа што јас сум тука, вели Христос, да ти го носам. Јас ќе ти помогнам. Ама ти доброволно земи го крстот. Тоа е суштината во која се одлучуваме да живееме вака или онака. Ќе живееме со крст или без крст. Затоа и на крштенијето ние кумот или кумата ни дава крст и с него вади мадуратот поеќе. Секогаш да не подсетува дека крстот не спасува. Не спасува лесниот живот. Иако чезнат луѓето многу пати во овој свет за лесен живот. Лесниот живот и лесната заработка особено водат кон погибел. Меѓутоа, животот со крст, да не речам животот на крст, ноди благодети преизобилни за секого. И кога човек ќе го разбере тоа, на една стапалка повозвишено го живее животот. Се слушали од старите тоа, дека
тешкотиите во животот сами доаѓаат. Не е лесен живот, ти овака и онака. Меѓутоа лесен постанува ако го прифатиме дека е тежок. Ама ако го прифатиме дека е тежок, со утеха дека Господ ќе ни го направи лесен. Тоа е голема мајсторија. Тоа е голема духовна, возвишена духовност кај човек. Затоа да го славиме крстот Господов, како што го славиме неколку пати во година и секогаш. Колку пати за време на службата се крстиме. А што значи то крстот? Затоа што се спомнува крстот во песните, затоа се крстиме. Не, за да не потсети дека крстот е нашиот живот, нашето постоење. Со крстот само можеме да се оправдаме пред Бога. Тој е истиот кој не рече: земи го крстот твој и тргни по мене. Еве, го слушаме Евангелието што рече. Тоа е најважната работа, ти го свати човек животот како крст. А тоа значи дека после крст има воскресение. Не за време на крст, за време на крст мора да се престрпи. Мора да се главата да се софали, што велиме. Ама тоа е природен процес за нас паднатите во овој свет. Да не бевме паднати, може би ова не требаше ни лекција да ја имаме со крстот. Ќе си го живеевме и крстот и воскресението паралелно. Ама сега потребно ни е лекција за крстот, зашто целиот свет, еве, погледнете го овој свет во кој живееме, не нуди дека не ни нуди да нема крст. Дека лесно треба да го живееме животот. Дека треба да бидеме со полна сатисфакција за се што ни се случува, особено да стремиме кон тоа да биде задоволство во животот. Така, ама тоа е странпатица, тоа е пат кој не води во гроб и во распаѓање, никаде подалеку. Сакаме вечен живот има само во крстот, затоа што крстот го раѓа воскресението. И сега, кога сме, еве, 3-4 седмици пред воскресението, особено го спомнуваме крстот. Како некоја храна во овој период, во кој оскудеваме дури и од храна телесна, и доаѓа храната духовна за крстот. Сакаш воскресение? Тргни по Христа. Сакаш да потполно да служиш на вистината? Земи го крстот твој. А тоа значи различни крстови имаме, не се сите исти. Тоа ве научил животот сите, дека немаме брат со брат кој од исто утроба се родени, па немаат исти крст. Некој потешко го живее животот, некој полесно, ма историјата е во тоа, и кај едниот, и кај другиот, и кај третиот, да биде задоволен од тоа како го живее. Ама ќе биде задоволен само ако му служи на Бога и на црквата. Само тогаш може да биде човек задоволен и во маката, и во тешкотијата, и во се што го снаоѓа во животот. Толку непредвидени работи не снаоѓаат во животот. Ама во се што го снаоѓа во животот човекот, да биде задоволен. Ете, тоа е, затоа мали деца, и се радувам што ги носите деца од најмала возраст во црквата, се воспитува детето на тоа. Сакаш да бидеш христијанин? Тргни по Христа. Ама не обично, не можеш да тргнеш, земи го крстот свој и тргни по него. Таков е начинот, браќи и сестри, на наше општење со Бога, преку крстот секогаш, зашто тој така општи со нас. Тој не општи со нас, не рече со сите задоволства што ги нуди овој живот,
дојдете и следете ме. Не. Туку рече, воздржувајте се. Еве, тоа го правиме во оваа света 40-ница. Се воздржуваме за да имаме заедница со Бога, која ни обезбедува вечен живот. Ние немаме, друго ништо не може да не обезбеди. Што може да не обезбеди вечен живот? Само заедницата со Бога. И таа заедница со Бога ја очекуваме, ја славиме и посакуваме да ни биде секогаш извор на животот, извор на постоењето, извор на се што може да не спаси во вековите на вековите.